Почитувани сограѓани, уништувањето на се што им е на дофат на рака на СДСМ продолжува. И покрај многобројните апели од наша страна да престанат да го уништуваат имотот на граѓаните, СДСМ во нивни препознатлив стил продолжува да нанесува штета на јавниот, но и на приватниот имот на Прилепчани. Да ве подсетиме дека за време на изборите во 2013 година ваш сегашен советник, член на СДСМ, доби прекршочна пријава од страна на полицијата токму за уништување на објекти. Утрово овде и на многу други локации во нашиот град осамна повторно пораки со недолична содржина. Не очекуваме од вас да излезете да ги исчистите штетите што ги правите, ниту очекуваме дека ќе престанете. Кога вие немате чувство кон државата и националните интереси, најмалку очекуваме да чувствувате одговорност кон објектите во нашиот град. Слабиот рейтинг знаеме дека ве фрлаат во очај, но барем еднаш поштедете ги граѓаните од вашата деструктивност и нарав за уништување. Прилепчани бараат конкретни проекти и решенија, а не празна реторика и погрдни зборови. Ние младите им веруваме во реалните мерки кои се во насока на подобрување на нашите заеднички иднини. Младите прилепчани ги интересираат мерките кои ги промовираме, како што се Македонија вработува, купи куќа за млади, бесплатен јавен превоз, бесплатен железнички викенд, спортски игралишта, читални и скейт паркови. Директно вработување за најдобрите 100 студенти, проект Млади амбасадори, стипендии во постдипломски и докторски студии. Можноста за студенти кои се запишале со кофинансирање да им се намали партиципацијата за 50%, а не вашите погрдни пароли. Довербата не можете да ја добиете уништувајќи го она што е направено. Затоа ве очекува јубилејниот 10-ти поред пораз.